Почнуваме со часот, нормално објаснувајќи на учениците прво што ќе се работи, на кои справи ќе работиме, а потоа полека почнуваме и со практичниот дел на загревање на учениците. Гледате и сами дека учениците внимателно го пратеа моето објаснување и сега полека го загреваме организамот. Во овој клас е карактеристично што 100% се девојчиња, значи работиме со клас во кој што нема момчиња, него само се девојчиња. И затоа на некој начин овој час го посветуваме на вежби кои што ќе ги работиме на справа, така наречена рипстол. Еве гледате ви на крајот кај се што сега поминуват тие справи како скари што се наредени една до друга. Тоа е многу интересна шведска справа на која што се работат голем број на вежби за истегнување на организамот и на долните екстремитети, и на горните екстремитети, и на трупот, и на карличниот дел, како и на рбитниот столб. Во овој клас карактеристично е тоа што и покрај тоа што се сите девојчиња, тие своите задачи дисциплинирано ги обавуваат, знаат и умеат како самите и да се загреат. Гледате без моја помош, веќе бидејќи тоа се ученици од 2 година, они веќе поминуваат во таа фаза на активно учество на часот, самите да ги обавуваат првите делови од часот, поточно речено, со еден ученик на средината да ги обават сите вежби кои што се за загревање од главата, вратот, раменскиот дел, рбетниот столб, карлицата, долните екстремитети до стопалата. Бидејќи се ученици од 2 година, они постепено и полека сите овие работи внимателно ги пратат и мора да ги научат, за да сите знаат тие вежби да ги работат заедно со сите ученици. Ако сега, например, на овој час е оваа ученичка која ги покажува вежбите, на другиот час ќе биде друга ученичка и така редоследно сите ќе се променат и заеднички ќе ги работат вежбите. Сите вежби за загревање се подеднакви, но во одреден временски период, во зависност од тоа како ќе биде часот, уфрлуваме и други вежби кои што помагаат да се обават поголемиот број на понатамошни вежби кои се во статична или во динамична положба. Девојчињата се специфична категорија на ученици кои што се трудиме на секаков начин да ги убедиме дека спортот е единствениот услов од кој што можат да го одржуваат своето тело на највисок степен, на координација на движењата, на исправеност на телото, на нивното право држање на карличниот дел, на рбетниот столб. Внимаваме многу какви вежби треба да научат, на кој начин тие вежби треба да бидат изведени. Нормално тука доаѓа до израз елегантното движење на одредени вежби кои што треба да се обават. Самите девојчиња се трудат сите часови да им бидат исполнети со активно вежбање. Ова возраст од 16 години е баш период кога девојчињата доживуваат големи промени на психофизичкиот развој и поради
таквите околности многу е потребно да се обавуваат што е можно поголем број на активности од сферата на спортот секојдневно. За жал, јас пак морам да повторам дека и покрај тоа што се тие девојчиња 16 години, они неделно имаат само 2 часа, тоа е многу малку и таа пасивност на децата загрижува, бидејќи со толкавиот број на минутажа во една недела од 90 минути само да бидат физички активни, а целиот друг временски период да го поминат во статичка положба, седејќи, учејќи, гледајќи телевизија, работејќи на компјутерот, одејќи по кафичите или пак просто речено немајќи никаква друга активност, овие вежби многу ќе им помогнат да и во домашни услови ги работат, да станат од компјутерот и да ги работат на ѕидот или пак можат и во на самиот кревет без разлика каква е вежбата. Гледате сега, тие се поставуваат до рипстолите, секој една до друга и ќе мора сега да направат едно флексибилно истегнување на телото назад, со тоа што ги фиксираат нозете во стопалата, не смеат да ги свиткуваат нозете во колената и морат правилно да се спуштаат до доле и назад. При тоа големо оптеретување трпи раменскиот дел на телото со горните екстремитети, а во исто време свиткувањето на карлицата горе-доле овозможува и здобивање на одредени активности кои што во тој момент за карлицата се многу специфични. Сега ги свртуваме на другата страна. Ако имаше истегнување напред, сега имаме истегнување назад. Значи, сега целиот дел на телото го истегнуваме напред, а додека карлицата останува навнатре. Гледате, повторувањата се 10 повторувања и тоа ако гледате можете да го работите и без да се држите за одредена справа и во домашни услови можете само да ги ставите раците назад и полека телото да го истегнете напред. И во овој случај колената мора да останат исправени, само карлицата иде навнатре надвор. А телото мора да биде исправено и главата мора да биде исправена. И во овој случај повторно горните екстремитети ја поднесуваат целосно тежината. Сега ги свртуваме бочно на десната страна децата, се држат со десната рака за рипстолот, а со левата рака и со карлицата има свиткување напред горе на надвор. Сето тоа го обавуваат во 10 повторувања. И тука имаме доста големо истегнување на целиот дел на телото, од стопалата па се до горниот дел на раменскиот дел на телото и истегнување на горните екстремитети. Овие вежби многу ретко ги обавуваат децата, може би прв пат се сеќаваат со тие вежби, не ги обавуваат во доволна мера точно онака како што треба, бидејќи карлицата ќе мора многу добро да се исфрли напред, а телото да остане нормално истегнато до крај, до врвот на прстите на горните екстремитети. Сите овие вежби, полека и постепено, учениците со текот на оваа учебна година постојано ќе бидат повторувани на неколку часови, они многу добро ќе ги научат и ќе им кажеме што значи за нив ваквиот вид на вежби кои се во статичка положба и колку многу им помагаат на децата за нивно правилно развивање на телото. Еве сега гледате, ја подигнуваат десната нога
до одредена висина на рипстолот, ги качуваат рацете високо горе и сега ногата десната останува фиксирана во хоризонтала под агол од 90 степени со другата нога, а додека со истегнување на рацете горе го спуштаме доле телото и ја правиме вежбата така да максимално се оптерети задната ложа на левата нога и нормално предната ложа на десната нога. Ова е многу интересна вежба, при тоа ги оптеретуваме и рабенскиот дел, а и рбетниот столб на телото. Правилно би било целото тело да биде свиткано до доле, до местото каде што се наоѓа подигнатата нога на девојчето. Самото поставување на ногата веќе е доста големо оптеретување за телото и ако претходно децата ги немат работено овие вежби, потешко ги обавуват. Гледате дека и таа нога која што е подигната горе, а и другата не смее да се свиткува во колената, ако сакаме правилно да се изведе овој вид на вежби. Значи сега продолжуваме со истиот интензитет, само што сега девојчињата нозете ги поставуваат пак на една висина под агол од 90 степени со другата нога, но сега странично на десната и на таа страна го свиткуваме телото и овозможуваме вежбата да добие во ефект. Еве сега ќе видите како они го свиткуваат телото напред и доаѓа до вертикала од 90 степени. Сето ова е доста интересно, со голем интензитет на вежбање. Иако се тоа само 10 повторување, ако погледнете сплетот на вежбите и после тоа кога ќе бидат завршени сите тие вежби, организамот доста ќе поднесе големо оптеретување како на долните екстремитети, така и на горните екстремитети. Сега работиме со левата нога настрана, нормално, при тоа ја истегнуваме бочната мускулатура на долните екстремитети, на рбетниот столб и на горните екстремитети. Видите, која од девојчињата има убаво поставено ногата, таа и поправилно ја работи самата вежба. Значи сега, после обавување на одреден сплет на вежби, од статичка положба, ние поминуваме однава во динамика, значи, за да ја на некој начин олабавиме мускулатурата од доста големото истегнување, ние возможуваме на учениците да направат неколку кругови, да ги истрчат тие кругови и повторно да го вратат телото во нормално однесување, поточно речено да се подготви за понатамошно оптеретување на организамот. Како што реков, оваа се категорија на девојчиња кои што имат 16 години, се препорачува дневно најмалку 16 годишни девојчиња да посветат внимание на своето тело и на својот организам, психофизички да го оптеретуват, ако е можно 90 минути дневно. Значи, они саат и пол време треба да вежбаат. И ако тоа не го работат, ако не се активни физички, ќе се дојдат во многу незавидна ситуација. Ја реков дневно 90 минути. Верувајте, овие девојчиња, оваа категорија на ученици, како што напомнав преска, 90 минути неделно работат, а не дневно. Значи, вместо за 24 часа, вака да вежбаат, да спортуваат и да рекреираат, они само во неделата 2 пати тоа го работат. Што е многу малку во таа фаза на развој на организамот. Не може овој организам постојано да биде психички оптеретен, со голем умствен напор. Ние постојано на оваа категорија на деца им дозираме големи оптеретувања од сферата на психата, а додека физичките активности сме ги поставиле на, просто речено, на нула. Не може тој енергетски потенцијал да се испразни од организамот, ако при тоа не ги работиме и у склад со
психичките оптеретувања да идат и физичките, така да целата негативна енергија која што се наоѓа во организамот на девојчињата биде исфрлена и повторно се рехабилитира тој организам и може да биде спремен за повторно големи и психички и физички оптеретувања. Еве оваа вежба пак исто како првата, ако се сеќавате, само што сега девојчињата се качени на рипстолот и сега исто така доста големо оптеретување трпат и долните и горните екстремитети, затоа што сега веќе телото е покачено на поголема висина и стабилноста на телото ќе биде добра ако девојчињата и вежбата ја работат во склад со долните и горните екстремитети. Се врши флексија на организамот во карличниот дел на телото навнатре со исфрлање на карлицата надвор. Истата вежба како што беше првата, сега само што сега телото треба да го исфрлиме напред, а ребитниот столб да остане назад, свиткан, само што главите ќе мора да бидат исправени. Еве гледате сега, карлицата ќе биде исфрлена напред, а ребитниот столб треба да го бидат соберени мускулите. Еве вежбата, значи главата исправена, поставена во состојба да го прати другиот дел на телото и правилно да се изведе вежбата. Многу е битно како ќе се изведе вежбата. Гледате оваа девојче од десната страна која што ги има поставено раците доле, многу убаво ги обавува вежбите, додека сите оние девојчиња кои што горе ги имат поставено раците, таа вежба веќе нема ефект и многу тешко може да се обави. Еве, оние кои што внимаваат правилно и ја работат вежбата. Значи мора рацете да бидат поставени во висина на карлицата. Еве повторно им дозволуваме на девојчињата полека и лесно да се движат за да го исфрлат оној тренд на оптеретување на горните и долните екстремитети. Им се препорачува на оваа категорија на ученици секогаш кога психички се многу оптеретени, поточно речено по завршувањето на наставата, по часовите и после дневниот одмор, после ручекот, секогаш да излезат надвор во природа, бар еден час, ако не друго, испешачат, да возат ролери, да трчаат, да џогираат. Просто речено, организамот да го постават во улога на активност, која што ќе му помогне на детето максимално да го растерети од психата организамот. Исто така и зимскиот период, без разлика какви се временските услови, девојчињата и момците на таа категорија на возраст треба активно да вежбаат надвор или пак во спортските сали, во клубовите каде што можат да се запишат и активно да ги работат тие вежби. Еве гледате, сега ние им дозволуваме на девојчињата малку да се покачуваат по скарите горе-доле, да ги оптеретат и долните и горните екстремитети и постепено и полека да внимаваат, да се концентрираат како тоа ќе го работат. Покрај тоа што им е кажано вежбите да ги работат полека и постепено, да не брзаат, затоа што ефектот на вежбата ќе биде голем ако се иде од скаличка на скаличка, а не да се качи одеднаш догоре и да се врати назад. Тука е потребна доста голема концентрација, смиреност на организамот и полека и постепено да се искачат горе и да се вратат назад. Приметувам дека во некои од девојчињата се појавува малку и страв, дали ќе може да се искачи или нема да може да се искачи догоре. На некои им се многу брза, но тоа е дел и од часот. Така да, бидејќи прв пат ги работат ваквиот вид на вежби, они сакаат и на таков начин како што претпоставуват они и да ги обават тие вежби.
Еве сега идеме да видиме дали ќе можат се тоа да го направат да се искачат назад догоре. Малку потешко им иде, но со самото пробање ќе осетат колку ми се нивните можности тоа да го направат. Ова е спецификата на вежбата. Тука треба да се внимава, да се пази како се иде нагоре и како се враќа назад. Додека беа свртени према рипстолот, беше им многу лесно, но сега се свртени и со рацете, и со стопалата назад, и тежината на вежбата е баш од таа страна доста голема, ако они правилно тоа го направат. Видите, оваа девојче се труди што е можно подобро да ја направи самата вежба. Ако приметувате, ќе видите дека ова се статични вежби, се работат во место. Еве една доста тешка вежба, во која што се истегнува целото тело. Значи, се фаќаат за еден од повисоките делови на рипстолот и после тоа ги пуштаат нозете доле да пробаат да видат дали можат да го издржат телото на одреден временски период. И така, максимално го оптеретуваат телото и тежината паѓа на рацете, кои ги поставуваме во улога на одржувач на целото тело. Сето ова ќе има ефект ако девојчињата се потрудат бар малку вежбите да ги направат онака како што треба. Гледате, кога ќе го пушти телото надоле, веќе ефектот е доста голем. Еве, пуштено телото. Еве сега во овој момент сите се трудат да можат да издржат што е можно подолго без да ги остават нозете на рипстолите. И кој колку може да издржи, он ќе издржи. Еве, ова е ефектот на оваа вежба. Значи, во ваквата состојба ние телото го доведуваме во ситуација да биде одржувано само од горните екстремитети. Иако можеме да напоменеме дека рацете не се најаките дел на телото и долните екстремитети, човечкиот организам има еден многу интересен, специфичен дел, а тоа е долната и горната вилица, долната и горната мандибула, устата, така да се смета и докажано е дека тој дел на телото има најголема јачина и може да издржи најголем напор, да просто речено го одржува телото најдолго време во исправена положба. Еве, после обувањето на тие статички вежби, ние продолжуваме со лесното истрчување и повторно учениците ги доведуваме до справата, на која што справа продолжуваат со следните вежби, статички вежби. Тоа е само еден мал дел на вежби кои што се работат на рипстолите. Самиот рипстол како справа е многу интересен и специфичен и на него може да се направат доста голем број на вежби. Ние работиме, ако работиме 10 до 15 вежби, верувајте, на само одреден дел може да се направат над 1000 вежби на самите рипстоли, кои помагаат за правилниот развој на младиот човек, а и на повозрастните. Сите овие вежби сега што ги гледате, може да ги работат и повозрастни луѓе, постари луѓе на поголема возраст, дури и они кои што веќе имат влезено во постарите години, над 50 години. Тие вежби многу убаво помагаат за одржување на кондицијата на телото, за неговата еластичност, чврстина и издржливост. Сите овие вежби се со доста голем интензитет на оптеретување и се препорачува секогаш кога тие вежби се работат да има и динамички вежби. Еве сега гледате, правиме лесни склекови горе-доле, чучнувања на телото,
се исправува и се издигнува телото горе, доле, пак имаме одредена флексија на телото. Исто тоа го работиме и со тоа што сега во сотена положба мора да го спуштат телото доле, горе, при тоа исто вршиме одредена флексија и екстензија на долните екстремитети, додека рбетниот столб останува во исправена положба. Мора главата да биде исправена горе. Сето тоа се работи со, како што реков, повторување од 10 повторувања. Исто така, сега гледате, пак ја поставуваме ногата на одреден висина од рипстолот и сега вежбата, ако беше минатиот пат да ја работиме до рипстолот и назад, сега истегнуваме ложата на ногата која што е во самиот рипстол и телото го свиткуваме према ногата на која што стоиме. Значи, максимално оптеретуваме ногата која што е во самиот рипстол. Значи, вршиме максимално истегнување на тој дел на телото. Овие вежби се многу интересни и можат секојдневно одреден дел од нив да се употребуваат, да се користат при и самото загревање на организамот, кога треба да вршиме поголеми оптеретувања при различни видови на спортски игри, фудбал, кошарка, одбојка, ракомет и да не зборувам за било кој друг од спортовите. Многу е битна дисциплината, значи певочињата тоа дисциплинирано го работат во мерките на своите можности. И можам да кажам слободно дека исто така оваа генерација ниту во еден момент не си дозволува да прави поголеми грешки, внимава на, како што реков, дисциплината, на односот, на комуникацијата професор-ученик, на тоа што треба, на кој начин и како треба да се обават, бидејќи сепак тоа е спорт и ако не се внимава, може да дојде и до одредени повреди кои што можат да остават доста големи траги на психата на младите луѓе. Еве, сега ги поставуваме шведската клупа и шведската греда, малата, децата, девојчињата поточно речено, седнуваат, ги истигнуваат нозете напред. Сега ќе видите како ќе сповлечат, они греат уште малку назад. Така, ќе ги истигнат нозете сега напред, ќе ги постават на рипстолите, така, и заедно сега треба да обават одредена вежба која што многу зависи од тоа како ќе биде ефектот, дали заеднички се до тоа ќе го направат без некој поголем проблем. Самите вежби кои што се работат, гледате, сега они ќе ги постават нозете во рипстолите, и едната и другата. Нозете се исправени во од аголо 90 степени со телото. Не смеат да бидат згрчени во колената. И сега треба да направат движење кое што ќе биде за нив интересно и доста ризично, бидејќи движењето е назад. Гледате, нозете се ставени во рипстолот и они мора да ја вратат, да го вратат рбетниот столб назад во можностите на тоа до каде може да отиде рбетниот столб. Но при тоа имате една пречка, тоа е стравот, и они внимаваат да не
паднат назад, иако им се фиксирани нозете во самиот рипстол. Бидејќи прв пат ја работат оваа вежба и доаѓа до поголем страф на обавување на самата вежба. Понатаму продолжуваме со друг вид на вежба. Сега го ми поставуваме гредата до рипстолот. Они се подпираат, просто речено, со грбот на рипстолот. Раците ги исправаат горе на рипстолите и сега треба да обават вежбата која што ќе изврши доста големо оптеретување на долните екстремитети. Они тоа мора да го направат бар неколку пати, да осетат стомашната мускултура дали е во состојба да ја подигне долната површина на телото. Гледате, раците им се фиксирани за рипстолот, но можете да приметите колку тешко ги подигнуваат и ги спуштаат нозете горе-доле, бидејќи стомашната мускултура им е доста кревка. И има доста долг временски период додека тие девојчиња ја оспособат стомачната мускултура за поголемо оптеретување. Со ова го завршуваме часот и им пожелуваме на сите оние кои што го имат гледано сега овој час, овие сите вежби, ако се во можност, да се ги користат дома во домашни услови.